Благодарам, Јована. Токму така екипата на Македонија утрово е во посета на семејна амбуланта по повод светскиот ден на семејните лекари. Утрово разговараме со доктор Веле Тодоровски. Доктор Тодоровски, многумина од пациентите не прават разлика помеѓу семејн и општа лекар. Кажете ми, во што е разликата и како овој концепт и колку овој концепт функционира во Македонија? Добро утро, добро дојдовте во нашата амбуланта, доктор Сара Медикал Центар. Во однос на вашето прашање, разликата помеѓу матичниот и семејниот лекар. Матичен лекар е секој лекар кој ќе заврши медицински факултет, ќе се стекне со основна лиценца за работа, додека семејен лекар е специјалист по семејна медицина, односно матичен лекар кој завршил едукација, односно специјализација по семејна медицина. Има, да кажеме, некои проширени ингеренции во смисла на извршување на одредена дијагностика, шиење на површни рани, значи се уште тој концепт е во развој и треба доправа да се издефинира разликата помеѓу матичниот и семејниот лекар. Каков е статусот на семејниот лекар во Македонија и воопшто интересот за семејна медицина? Токму изминатиот викенд имаше еден прекрасен конгрес во организација на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина, така да интересот на младите лекари за општата пракса, за семејната медицина, гледам дека е доста зголемен и е во цент на пораст, така да имаше доста доктори од странство, од Балканот, од околните земји, така да со оглед на тоа што имаше доста голем интерес на конгресот, така гледам дека и расте интересот за семејната медицина. Во изминативе години сведоци сме на голем екзодус на млади луѓе од Македонија, меѓу кои медицински персонал, но и лекари, а од друга страна имаме дефицит, а и сепак ниски плати. Како да се реши овој проблем во државата? Од 1.4. оваа година е покачен капитациониот бод од страна на Фондот за здравствено осигурување на нашата држава, така да тоа е една поголема стимулација, еден поголем исчекор во примарната здравствена заштита, така да се надевам дека тоа ќе биде мотивација за младите лекари и за сите останати во примарната здравствена заштита да се гледат својата кариера и професионален развој токму во овој сегмент од здравствениот систем. Лекарот игра важна улога во здравствената заштита, но и во градењето на меѓусебна доверба. Односот лекар-пациент се гради врз основа на заемно почитување, доверба и комуникација. Какви се вашите искуства? Така. Значи, ние сме првиот контакт со пациентот, првиот контакт на пациентот со здравствениот систем. Довербата е многу клучна, но во основа на довербата и заемната почит помеѓу пациентот и лекарот. Ти имате една блиска релација, самиот семејен лекар е запознат со сите аспекти на животот на пациентот и со текот на времето само таа се продлабочува релација, така да е доста важна и комуникацијата, и почитта, и етиката тука од страна на лекарот, така да тоа е една сеопфатна слика, сакам да кажам. Така да довербата е клучна и взаимната почит. Доктор Тодоровски, за крај на нашиот разговор, која е вашата порака по повод светскиот ден на семејните лекари? Ние сме тука за нашите пациенти, ние секојдневно се бориме за нашите пациенти, пробуваме да го дадеме максимумот од нашите капацитети, така да очекуваме нашите пациенти да го возвратат тоа со почит, а ние исто така да ги почитуваме, така да тоа е еден, да речеме, заемен процес. Тука сме ние за нив, во секое време, така да. Нека е честит светски ден на семејните лекари, така. Ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Колеги, разговаравме со доктор Веле Тодоровски по повод светскиот ден на семејните лекари.